Со заварување на првата цевка денеска официјално започна изградбата на втората делница од националниот гасовод. Се работи за продолжување на постоечката делница од националниот гасовод од Неготино преку Кавадарци до Штип. Се работи за инвестиција во вредност од 16 милиони евра во должина од 36 километри. Денеска на заварувањето на првата цевка присуствуваше премиерот Емил Димитриев, министер за транспорт и врски Владо Мисајловски, тука беше председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, заменик министерот за економија, како и представници од МЕР. Председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски веднаш по заварувањето на првата цевка, односно при официјалниот почеток на изградбата на овој крак од гасоводот, изјави дека ова проект кој што бил најавен уште во програмата на владата, кој што бил ветен на граѓаните и веќе сега почнува да се реализира. Тој истакна дека очекува дека до ноември-декември следната година да биде завршена изградбата на оваа втора делница од националниот гасовод. Најави дека до крајот на следниот месец ќе почне изградбата на други две делници, односно делницата од Неготино преку Кавадарци до Прилеп и Битола, како и делницата од Скопје преку Тетово и Гостивар. Предлагам да видиме изјавата на лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Започнува градба на еден гасовод кој што е долг околу 36 километри, 16 милиони евра инвестиција и кој што ќе заврши до крајот на следната година, некаде ноември-декември следната година, значи за една година и 3-4 месеци од сега би требало да е целосно завршен и во функција. Практично, ова е дел од првата фаза, која што има неколку делници. Првата делница беше помеѓу Куманово и Штип, која што се заврши минатиот месец, инвестиција вредна 75 милиони евра. Втората делница од првата фаза е токму овој, од Штип до Неготино, Неготино-Кавадарци тука е. Третата делница и четвртата делница од оваа прва фаза ќе започна да се градат следниот месец, а тоа се помеѓу Неготино и Кавадарци, Прилеп и Битола и Скопје, Тетово и Гостивар. Премиерот Емил Димитриев истакна дека овој гасовод е огромно значење за државата. Истакна дека почнувајќи од Штипскиот регион, оваа делница сега преку Вардарскиот регион ќе стигне до Пелагонија. Тој истакна дека за изградба на оваа втора фаза од гасоводот ќе бидат ангажирани 300 работници, а по изградбата на другите две делници кои што ги споменав претходно, вкупниот број на работници кои што ќе работат на изградбата ќе надмине 1000. Реализацијата на овој проект ќе значи дополнително олеснување во работата на индустријските капацитети на компаниите во нашата држава, бидејќи со гасификацијата директно се придонесува за подобрување на условите за производство поради поевтиниот енергенс, што само по себе ќе продуцира и подобрување на конкурентноста и извозот на нашите производи во странство. Таквите процеси ќе овозможат нов развој на домашната економија. Министерот за транспорт и врски пак Владо Мисајловски со почетокот на изградбата на оваа втора делница од гасоводот истакна дека тоа покажува колку оваа влада е насочена и концентрирана за изградба на националниот гасовод. Тој истакна дека како што ќе се реализира изградбата на овој гасовод, очекувањата се дека до 2020 оваа фаза ќе биде целосно завршена. Се работи за мрежа долга од Неготино до Штип 36 километри, 92 километри се од Неготино до Кавадарци и од Скопје према Гостивар и Тетово, делница во должина од 76 километри или вкупна инвестиција на овие три делници од околу 90 милиони евра. Да видиме што изјави министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски. Почетокот на изградба на оваа делница од Неготино до Штип и поврзување на веќе изградената до Клечовци е само доказ колку силно како влада сме посветени во изведба, односно во изградба на националниот гасоводен систем во нашата земја. Овој проект, почитувани, е нашето ветување во изборната програма на ВМРО ДПМН. Ветивме и денеска повторно започнуваме да го реализираме ветеното, а тоа е изградба на националната гасоводна мрежа. Изградбата на магистралната гасоводна мрежа во Република Македонија подразбира изградба на 6 магистрали, за кои Министерството за транспорт и врски веќе изготви целосната проектна документација.
Директорот на Македонски енергетски ресурси Крсте Миладенов истакна дека со изградбата на вториот крак од националниот гасовод исто така газ ќе добијат и дел од жителите на Демир Капија, а исто така ќе биде обезбеден крак до термоцентралата ТЕЦ Неготино, која што ќе има пониски трошоци за производство. Со изградбата на оваа делница се овозможува поврзување на градовите Неготино и Кавадарци, со што граѓаните на овие градови ќе имаат пристап до природниот газ и можност за користење на придобивките кои ги нуди овој енергент. Минатиот месец заврши изградбата на првата фаза од Клечовце до Штип. Вкупна инвестиција на првата фаза беше 75 милиони долари, а должината на првиот крак е 63 километри.